Нема раскол во БЕСА, тврди разрешениот лидер Билал Касами на пресконференција која одржа во седиштето на партијата. Касами тврди дека нема два огранока, ниту пак две движења. Туку се работело за лични интереси и амбиции на членови кои сакале да се наметнат во партијата. Нема сковски тетовски огранок, движењето БЕСА има 30 ограноци низ целата држава. Сите ограноци во моментот се во линија на движењето БЕСА, тоа кое е институционално и кое е согласно статутот и програмот на движењето БЕСА. Касами најави средба со премиерот Заев на која ќе се разговара за реформите во државата. Според неговите тврдења, средбата не е поврзана со настаните кои последниве денови се случуваа во БЕСА, со оглед на тоа што средбата била закажана уште од претходната недела. За тоа пак дали е можна коалиција со сегашната влада, Касами со одговор дека секогаш постои можност за тоа. Сигурно е дека сегогаш има можност некој да влезе и да излезе, али во моментот не се разговара за таа тема. Додека разрешениот лидер на движењето тврди дека нема внатрепартиски раскол, привремениот лидер пак Неџбедин Каремани се жали дека добивал закани за својот и за животот на неговото семејство. Но сега ова е помалку важно од фактот што движење БЕСА сега е доволно консолидиран, ги има објавените внатрешни избори, идниот месец ќе се одржуваат конгрес и се ќе биде во ред. Во однос на случувањата во изминативе денови пак Касами ги демантира обвинувањата дека тој со вооружени лица насилно влегол во седиштето на партијата. Вели дека кога тој пристигнал во партиското седиште, насилно упаднала група неовластени лица кои го злоупотребиле партискиот печат. Откако претходно во Тетово се одржал состанокот на кој беше одлучено да се одржи конгрес на 24 февруари, а дотогаш со партијата да раководи Касами. По интервенцијата на полицијата, според Касами било утврдено дека агенција без лиценца за работа била ангажирана да ги обезбедува просториите на партијата. Обезбедување пред седиштето на БЕСА имаше и денеска која ги пропушташе новинарските екипи на пресконференцијата.